Благоje Стојановски. Денеска на дневен ред на оваа наша комисија за транспорт и врски го имаме предлог законот за изменување и дополнување законот за железнички систем. Зборувавте можеби половина час, од кои само 2 минути во врска со законот и се друго што кажавте немаше врска со денешната точка на дневен ред. Меѓутоа, на крајот на краиштата, тоа се е ваша работа, народот не гледа овде, овие седници се пренесуваат и тоа зборува за вашиот концепт на работа во ова собрание. Меѓутоа, да се вратиме сега, за да не бидеме исти како вас, на точката на дневен ред. Го оспорувате членот 29 од новиот закон. Значи, прво, она што го прочитавте во врска со законот беше мислењето од господинот Иван Петровски од Стопанската комора на Македонија, така да го имаме, не можеше да го читате, можеше веднаш да предете на ревизорскиот извештај, буквално ве пратев, цитиравте од А до Ш, некои делови, па некои интерпретиравте, за да излезете како ваше мисли. Така да го имаме и ние, сите пратениците во писмена форма, не мора да не го препрочитувате, не е спорно. Кога сме веќе кај членот 29, јас не знам, не можам да ве разберам и на минатата седница, кога зборувавме за годишниот извештај на агенцијата, ја пласиравте таа теза прво дека со тоа што македонски железници, мислам, со тоа што Министерството за транспорт и врски ќе го донесе овој закон со кој што се укинува либерализацијата во железничкиот сектор, како повеќе да сте загрижени за странските фирми, отколку за вработените во МЖ транспорт и инфраструктура. Што толку ревносно се борите за либерализација на железничкиот систем. Ако имате нешто врска со тие фирми, повелете, кажете јасно и гласно, бидејќи тоа е судирен интерес. Меѓутоа, јас не можам да ве разберам од која причина вие толку ревносно се борите за либерализација и за словенската и чешката фирма, а не се грижите за вработените во МЖ транспорт, инфраструктура и кои што, како сами рековте, дека половината од нив се на премиен одмор. Јас ве цитирам вас, не знам дали е точна информација. Колешката Ана Лашковска ви спомна искуство од другите земји, кои што патем ниту ги оспоривте, ниту па можете да ги оспорите. Еве да ја земаме најстарата членка од сите наши околни земји во Европската унија, тоа е Република Грција, која што е членка на Европската унија уште од почетокот на 80-те години. Значи, тоа е нешто повеќе од 30 години. Се уште Грција како држава, членка на Европската унија, повеќе од 30 години, нема издадено ниту една дозвола на друг оператор, освен нормално на државниот домашен оператор. Ајде да кажеме дека Република тогаш, правилата во Европската унија биле малце подруги, политичките констелации и така натаму биле други. Еве да ја земеме пример Хрватска. Ова го спомнам затоа што вие рековте дека овој закон ќе биде пречка за влез на Македонија во Европската унија. Па јас сега не гледам, бидејќи Хрватска нели се уште официјално оваа година ги заврши и преговорите и така натаму со Европската унија, не гледам дека има некаква пречка да добијат виза за влез во Европската унија. И таа држава нема ниту една дозвола до ден денешен. Па не е некоја пречка, си ги заврши преговорите, сега влегуваат, стануваат членка и на НАТО и на Европска унија. Соседните наши држави, исто така, Србија, и таа нема дадено никаква дозвола. Еве да ги кажеме и Бугарија, која што дала дозвола, има сега во моментот вкупно 7 дозволи, меѓутоа ги дала од кого влегла во Европската унија. И ние со овој предлог закон велиме во член 29 став 1 дека приватно домашно или странско правно лице може да врши јавен железнички превоз на патници и стоки согласно одредбите на овој закон по пристапување на Република Македонија во Европската унија. Па јас знам стотици закони за кои вие како пратеничка група на СДСМ или
Не само вие, туку и дел од македонската јавност реагира зошто ги носите овие закони, зошто не ставиме одредница после влезот во Европската унија. Значи, ова нема да биде прв закон кој што го носиме ние, во кој што стои став дека законот ќе се применува после влезот на Република Македонија во Европската унија. Ако е така, еве поправете ме, сигурен сум дека не е така, има многу такви закони, чија што примена ќе започне после влезот на Република Македонија во Европската унија. Така да никој, не знам од кои причини вие толку ревносно се борите за тие две странски фирми. А влезот на таквите странски фирми нема да значи некој бенефит за ниту за Македонија како држава, ниту за вработените кои што ќе останат на улица од мажотранспорт. Може би ќе значат бенефит за неколку луѓе кои што ќе се занимаваат со овој бизнес. И исто така не сте во право дека не се работи на модернизацијата на железницата. Навистина, јас доаѓам од град кој што за жал се наоѓа најблиску до две држави од Европската унија, тоа е Бугарија и Грција, и кој заради политичка одлука остана и ден денеска слепо црево во Република Македонија. А тоа е затоа што тогашниот председател на Собранието на Република Македонија Тито Петковски сакаше возот да поминува покрај куќата на неговата мајка во село Псача, Крива Паланка. И таа пруга, наместо да оде низ тој дел Штип, Струмица и да го развиваме тој коридор и врските со Грција, преку Бугарија, Петрич, преку Гевгелија понадолу со Солун, ние започнавме изградба на железничка пруга, која што е се уште жив споменик на едно време. И за која што се потребни уште не знам колку милиони евра за да се доврши, за да почне да функционира. Тоа е вашата грижа за железничкиот сообраќај во Република Македонија. А грижата за двете странски фирми за кои што 3 седмици на оваа комисија зборувате, можете да ја кажете, меѓутоа и не морате. Меѓутоа не е добро да шпекулирате дека македонски железници, АД Транспорт немаат дозвола за вршење на. Значи, го каже овде и представничката и минатата седница која расправавме за годишниот извештај, дека 2009 година е извадена таквата дозвола и дека нова таква дозвола е потребно да се извади на 5 години. Дали се врши ревизија или не, тоа е веќе друга работа. Меѓутоа, дозвола самото предпријатие има извадено. Ви благодарам.